Почитувани, вчера во собранието бевме сведоци на дерогирање на правниот систем. Наместо собранието да биде пример на работење согласно со устав и закон, председателот на собранието и пратениците од мнозинството даваа пример како не треба да се работи. Присуството на двајца позитивни пратеници, спротивно на сите законски норми, по никоја цена не беше оправдано, а секој обид за нивно воздигнување во така наречен статус на херој е срамен и безобразен чин во очите на вистинските херои на оваа пандемија. Пратениците на ВМРО-ДПМН цела недела најавуваа, а тоа и се потврди со самиот чин на гласање, дека ќе дадат подршка на петиот сет на економски мерки. Од тука, јасно е дека вчерашниот срамен театар служеше единствено да се задоволат личните желби на поединци, да помине 32-та седница на собранието, на која немаше ниту една законска измена, директно поврзана со здравјето на граѓаните или економска помош. За да се остварат таквите лични желби, се даде пример дека политичарите се над законите, а при тоа во ризик беа сите вработени во собранието, присутните представници на медиумите, како и пратениците. Тоа што е ноторно е дека вчера се прекршија членовите 205 и 206 од кривичниот законник, бидејќи никој не е над законите, вклучително и председателот на собранието и пратениците. Одговорност мора да има. Систем во кој што функционира невладеењето на правото, по никоја цена не е оправдан. Таквата пракса на работење на коалицијата против правдата, составена од СДСМ и ДУИ, ќе престане. Затоа сакам да ве информирам дека во текот на утрешниот ден пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство. На потек ќе биде правосудството, кое ќе треба да се оттргне од очигледните политички стеги во рамките во кои што функционира според сите извештаи на меѓународните институции. Ви благодарам. Прашање? До кого ќе поднесете? Односно, против кого кривична пријава? Против сите кои што се инволвирани. Ние денеска, како пратеничка група, работиме и правниот тим на ВМРО-ДПМН, работиме на оваа кривична пријава и од таа причина за денеска беше одложена и комисијата за финансирање, затоа што поголем дел од учесниците се присутни во изготвувањето на тоа. Истата ќе биде закажана за утре и ќе се заврши и таа комисијска расправа. Од владеачкото мнозинство вела дека постоел протокол за работа на законодавниот дом во вакви услови, во рамките на тоа и доаѓањето на овие позитивни пратеници. Вие знаете за таков протокол, тој постоел од ноември 2020 година. Јас таков протокол немам видено, денеска и официјално побарав преку архива, значи, со известување да ми го достават тој протокол, да видиме за каков протокол се работи. Меѓутоа, каков и да е тој протокол, сигурно не може протокол на одредена работно тело на Министерство за здравство да биде поголем од законските прописи, уставот и сето она што е законски норматив во државата. Јас кај мене имам едно решение, се надевам дека сите тие решенија се исти, од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, каде што во еден дел вели доколку лицето кое што во текот на лекувањето и изолацијата во домашни услови има потреба од здравствени услуги, претходно треба да се јави на телефон 192 со цел да му биде овозможено напуштање на домот. Напуштање на домот за здравствени услуги. Од друга страна, протоколот кој што прострои по медиумите, кој што беше објавен од владини представници и луѓе блиски до власта, вели дека овој протокол се работи за лица кои што немаат симптоматологија поврзана со COVID-19. Значи, ние имаме пратеници кои што се позитивни, имаат решенија за изолација, како многу граѓани во државата, постои некој протокол кој што сакаат да го наметнат како поголемо законско решение од устав и закон, а тоа се однесува за суспектни лица или лица кои што се во изолација,
а биле во контакт со лица позитивни на COVID-19. Не позитивни лица да ни доаѓаат овде во собрание. И замислете сега абсурд. Сабајлево идам во собрание, лицата одговорни за одржување на редот и обезбедувањето ми мерат температура. Дали тоа вчера се случи со тие пратеници? Тие пратеници влегоа низ истите врати по кои што влегоа и другите пратеници. Значи, немаше некој посебен ред или рута по која што требаше да се движат, туку влегоа по истите врати, по истите ходници со другите пратеници. Затоа ќе бараме одговорност и мора да има одговорност. Ако дозволиме ваквите случувања во собранието да продолжат, навистина ќе го дерогираме комплетно законодавниот дом. Дополнително на ова и фактот дека и на првата таа фамозна 32 седница беа внатре колегите од Алијанса и Алтернатива и имаше 73 пратеници, а за втората седница имаше 113 или 115 пратеници. Која беше причината за демонстрација на сила, ќе ги прашате луѓето од власта. Благодарам. Владеачката партија се повикува на примери од минатото, кога имало исто таков случај на гласање на човек што бил суспектен, а гласал во собранието во посебна кабина. Дали е тој исти случај како овие случаи сега или е сосем различно? Колегата Зибери во тој момент се уште не беше позитивен и немаше решение и од предрострожности беше повлечен тука. Меѓутоа, тоа не е оправдување кога ќе речат, ама се случи еднаш. Не смееме да дозволуваме газење на законите и уставот во државата. Тоа е проблем. Затоа што ако оваа пракса почне да функционира, ние слободно можеме во кабините да направиме ковид центри и луѓе од тука да си ја поминуваат изолацијата. Зошто при присутни 113 или 115 пратеници да го ризикуваме вашето, нашето, здравието на сите вработени во собранието? Јас колку што знам имам прашање, пошто отворивте една нова тема. Значи, да имаш решение за изолација бидејќи си бил во контакт со заразено лице, дали е исто да си заразен, бидејќи додека не си добил тест дека си или не си позитивен, се рачуна дека си позитивен. И во октомври, ако не се лажам со датума, истиот случај беше, ама толку беше помалку важно за вас, сега е повеќе важно. Не сакам да ги оправдувам, го оправдувам тоа што случуваше вчера, туку ме интересира начинот на двојни аршини во овие два случаја како играте. И второ прашање, после второто прашање, пошто е друга тема. Вака сега. Ајде да се фокусираме на ова што вчера ни се случи. Вчера ни се случи биолошки тероризам во собранието. Ни се случи биолошки тероризам во собранието. Во ситуација кога имаме луѓе и кога вештачки беше предизвикана кризата. 36-та седница можеше слободно да биде изгласана во четвртокот вечерта, кога се надмудрувавме со процедуралните и кога председателот Џафери ја држеше 32-та седница на процедурално и не сакаше да ја отпочне 36-та седница. Во четвртокот таа ќе беше завршена и изгласана. Очигледно им требаше 2-3 дена подготовки за да створат клима, за да ги донесат овие пратеници и ова кршење на законите да стане пракса во наредниот период. Тоа е поентата на целата работа. Не беа проблем пакетот мерки. Тој ќе се изгласаше и во четвртокот, доколку сакаше. Меѓутоа, 3 дена се дигна притисокот, 3 дена јавноста се наелектризира. Зошто? За да ги донесат во ситуација кога има здрави. Па кога Алијанса и Алтернатива потврдија дека се тука. Која беше причината да ги вадат болните од амбулантното возило или другиот колега да дојде со сопствено возило? Еве имаше пратеници во сала. Побаравме одговорност, може би целата постапка не ја покренавме како сега и јавноста не беше толку наелектризирана, затоа што сепак беше формирање на влада после еден период кога собранието не беше функционално и кога владата ги донесуваше уредбите со законска сила. Може би приоритет тогаш беше тоа.
во врска со ова тема, бидејќи пред вас зборуваше госпоѓа Аванчева и кажа дека ова е некоја ваша игра без граници на опозицијата, да има форум и да нема кога вие сакате или не сакате, така што и прашањето ми е да не дојдоа вчера овие двајца пратеници заразени, дали ВМРО ДПМН ќе беше на сала или ќе се случеше како претходната. За која седница? За пакет мерки. Ама колку пати да го објаснувам пакетот мерки, дека ние сакавме Јас побарав да се гласа 30. Целата опозиција во четвртокот побара да се гласа петиот пакет на мерки. Не беше спорен петиот пакет на мерки. Спорна беше постапката како да се доведе ситуацијата на работ на ова што се случи, за да може да вметнат и позитивни пратеници и во нареден, пазете, толку се, како да кажам, дека ова, ако се случувало и во нареден период, ќе продолжеле да ги носа. А луѓето кои што се во изолација со решенија, дома им оди полиција, ги проверува и не може да отидат и на погреби на своји блиски лица, дури и добиваат казни за напуштање на домот. Од друга страна, позитивно лице донесуваме на работа врз основа на некој протокол за луѓе кои што нема симптоматологија за COVID, а имаме пратеник позитивен на COVID-19, го донесуваме на работа нормално како ништо да не е. Стварно е абсурдно и смешно и за ова одговорност треба да има. И очекувам дека обвинителството сериозно ќе ги разгледа овие документи. Дополнително ме интересира документот кој што го издал инфектологот и што пишува во тој документ за таа пратеничка да дојде од Битола во Скопје на редовна работна седница на Собранието. Благодарам. Јас мислам дека добро ве слушав, друга тема дека ако нема одговорност... Пред да преминеш на друга тема, ако може да допишам. Да, повелите. Мицевски, за да се избегнува ваква пракса во иднина, дали сте подготвени да го прифатите она решение што го предлагаше председателот Талат Џафери за промена на деловникот и за онлайн гласање на пратениците кои ќе бидат натаму во изолација? Видете, ова е толку едноставно за да се одбегне, тоа што го предлагам повеќе од 3 месеци. Организација на посебни COVID седници со 1, 2, 3 или колку и да има точки поврзани со пандемијата, било да се од здравствен, економски или финансиски аспект. Комисијата за финансирање и буџет ја води пратеничка група на ВМРО ДПМН. Ниту една мерка, ниту еден пакет не се случило досега да не го гласаме и кога ќе дојде во комисијска расправа на самата комисија која што води ВМРО ДПМН да не ја помине брзо. Фактот и како да кажам, обвинувањата дека ВМРО ДПМН го блокира собранието е апсолутно неточен. Во моментов во собранието од страна на ВМРО ДПМН е во застој се, нема да употребам збор блокирање. 5 закони поврзани со пензионирањето на 64 години, за кој што беше постигната согласност со министерката Шехпаска и кој што во моментот кога Алијанс и Алтернатива нема да ги блокираат сите законски решенија, ќе биде пуштен и ќе помине и дополнително законот за клинички центар. Тоа се тие 6 закони кои што ВМРО ДПМН во моментот ги има под застанато, а 5 еве, јавно ви кажувам дека ќе поминат во првиот момент. Така да, нема никакво блокирање, има нефункционалност на собраниево. Да не заборавиме дека ова собрание имаше период кога не работеше повеќе од 20 дена поради тоа што координаторот на ДУИ не доаѓаше на седници и не правеше кворум. Не може опозицијата да биде виновна за се што се случува во собранието. Имаше периоди кога Алијанса и Алтернатива ги блокираа сите законски решенија. Правото да дискутираме, да зборуваме, да поднесуваме амандмани не можат да ни го одземат. Благодарам. Господин Мицевски, отворивте нова тема, пошто кажавте, нели, ако нема решение, мислам, одговорност, ќе имаме пак блокада, така? Тоа што значи дека ќе продолжи државата, значи, ова не го кажувам само за вас, генерално за сите пратеници, политички партии, особено така натаму. Наместо да во ова криза, економска пандемија и така натаму, да се мисли како подобро да се излезе од оваа ситуација, пак ќе мислиме кој како ќе блокира и зашто ќе блокира. Не реков, вака, прво, да ви исправам прашањето, не реков дека ако нема одговорност, ќе има криза, ќе блокираме. Значи, јас барам да има диалог во ова собрание. Се знае што е приоритет на државата. Зошто таа фамозна 32 седница? Па ние имаме уште 20 седници отворени, зошто не инсистираше председателот Џафери тие да се завршат? Зошто од средата,
кога имавме координација и кога најави дека до петок ќе нема седница, не ја одржа 36-та седница на која дадовме јавно ветување пред медиумите дека ќе учествуваме и учествувавме. Која прави кризата во собранието? Дали можете да го увидете тоа? Јас се трудам да објаснам и на медиумите и на граѓаните дека апсолутно на наше барање овие закони од петиот економски пакет мерки беа ставени на посебна седница за да не ги ставаме со други помалку битни закони, ја би рекол, и да не се случуваат некои работи. На наше инсистирање се одблокира законот за државјанство за да Алијанса и Алтернатива го направат чекорот да го пуштат петиот пакет мерки. И повторно ВМРО ДПМН ја блокира. Не, власта сака да постои ваква кризна ситуација за дефокус на јавноста од темите. Гледате дека една недела зборуваме само за петиот пакет мерки и еве сега продолжуваме со позитивните пратеници. Дали некој спомна за акцијата на ДЕА? Дали некој спомна за апсењето на Рашковски и Кукниот притвор? Дали некој ги спомна Мафија 1 и Мафија 2? Скандалот со пасошите и скандалот со единствените матични броеви на граѓаните. Ова е тотално организирана, поддржана акција од страна на власта за дефокус на јавност.